Граѓаните на Скопје од денеска кабастиот отпад ќе може бесплатно со сопствен превоз да го одлагаат во центрите за селекција на отпад во Карпош, Вардариште и во претоварната станица во Шутој Ризари. А доколку кабастиот отпад го одлагаат во контейнерите кои се наменети за комунален отпад, ќе бидат санкционирани од инспекцијските служби. Ова денеска го најави директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена, кој апелираше да се почитуваат термините за одлагање комунален отпад и рече дека центрите за селекција и претоварната служба каде што може граѓаните да го одложат кабастиот отпад, стар мебел, електрични и електронски апарати, ќе работи од 7 до 19 часот, а постои можност и со специјално возило на комунална отпадот да биде транспортиран, а оваа услуга граѓаните може да ја добијат на бесплатната линија 0800 222 33. Од денеска граѓаните на градот Скопје, согласно законот за јавна чистота, ќе се забрани кабасниот отпад или градежниот шут да се одлага во садовите за отпад, како на јавните површини, и за секое прекршување на овој закон се предвидени санкции што ги спроведува инспекцијските служби при градот Скопје и општините. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје им нуди можност да го одложат без никаков паричен надомест. Иако според оперативниот план ние 6 пати во неделата треба да ги собереме и да исчистиме во градот, ние сепак 7 дена во неделата ги вршиме чистење и празнење на садовите за отпад. Раководителот на инспекторат на град Скопје Мирослав Богдановски информираше дека ќе бидат зголемени инспекцијските контроли, а за таа цел се во координација со општинските инспекторати, со кои заедно ќе работат на црните точки во градот каде што се создава отпад. А на располагање ќе имаат и 2 дрона со кои секојдневно ќе се следи состојбата на терен. Градскиот инспекторат започнува со реорганизација на самиот инспекторат. Веќе сме во координација со општинските инспекторати, каде што ќе ги здружиме капацитетите, општинските капацитети со градските капацитети и во иднина ќе бидат зголемени контролите во однос на отпадот што се создава во градот. Во координација сме исто и со екопатрола од Комунална хигиена, каде што ни се предочени сите црни точки, да речам, односно диви сметлишта, и во наредниот период инспекторите ќе имаат на располагање два дронови каде што ќе биде снимана, да не речам секојдневно, состојбата на терен. Исто така ги ослободуваме и велосипедските патеки за велосипедите, пешачките патеки за пешаците. Наредниот следува интензивен период каде што ќе бидат превземени сите мерки градот да заличи една светска метропола. На прашање за отпадот на клинички центар, директорот на Комунална хигиена Шабани рече дека досега неколку пати е чистен од нивна страна доброволно. Иако немаат обврска тие да го чистат просторот, туку само да ги празнат контењерите кои се поставени во кругот на клинички, зашто клинички на Комунална хигиена и должи 30 милиони денари. Во интерес на пациентите и во интерес на граѓаните на градот Скопје, ние неколку пати, самоволно бевме активни кон чистење на клинички центар со помош и на другите предпријатија, меѓутоа таму треба да се чисти секој ден. Ние можеме да имаме акции еднаш неделно или месечно, меѓутоа не е наша обврска. Тие досега, откако јас сум дојден во ова предпријатие, цели 6 месеци, од време на време ние имаме такви акции, меѓутоа оние треба да си го најдат решението. Имаме и еден друг проблем, односно спор, кој што клинички центар на нас као предпријатие ни должи некаде над 30 милиони денари. Меѓутоа ние пак, која е потребно, пак ќе излеземе во пресрет.